студиото со вас, Александар Спасовски. Добар ден, ви благодарам што сте со нас. Владачката ВМРО-ДПМН и денеска ги повика сите партии од опозицијата час поскоро да се договорат околу измените на изборниот законник, за да може да се фати рокот до 15 јули и да се реализираат сите реформи кои се дел од планот за раст. Од ВМРО-ДПМН и денеска повторија дека се подготвени да ги прифатат сите барања на опозицијските партии, само да се овозможи гласање на диаспората. Од СДСМ се против гласањето на диаспората на начин кој е различен од начинот на кој гласаат граѓаните во Македонија, бидејќи како што велат, тоа би бил вовед во манипулација со нивните гласови. Левица пак немаат проблем со гласањето на диаспората, но бараат воведување на една изборна единица, барање кон кое се приклучуваат и речиси сите мали партии. Блокот на пратеници кои стојат зад Зијадин Села пак се заканува дека и тие ќе го блокирале носењето на изборниот законник, доколку на диаспората не и се овозможело гласање и на локални избори. Конкретно ние ја свикавме оваа пресконференција уште еднаш да апелираме да седнат и да се договорат се што тие партии од опозицијата, конкретно ДУИ, СДСМ, Левица, како и пратениците кои што доаѓаат од блокот на Зијадин Села и Арбен Таравари и ќе го стават во еден законски текст, ние ќе го прифатиме. Дали конкретно се работело за една изборна единица, би прифатиле тоа што тие ќе го договорат. За финансирањето на политичките партии, исто така модел што тие би го договориле, ние би го прифатиле. Моделот за поплаки кој што сметаат дека треба да биде инкорпориран, и тој би го прифатиле, се додека во сето ова е вклучено гласањето на диаспората. Што сакаат, како сакаат, моделите кои што тие сметаат дека треба да бидат прифатени, за нас ќе бидат прифатливи, веднаш даваме бланко подршка, го потпишуваме тоа законско решение кое што тие би го доставиле до нас, се додека е вклучено гласањето на диаспората. Сметаме дека имаме уште време наредната недела до 15 јули оваа цел да ја заокружиме. Тетово би можело да оди на нови избори за општинскиот совет, доколку советниците повторно ја предложат одлуката за преименување на дел од градските улици, која претходно беше укината од Уставниот суд. Таа сега во Советот доаѓа како предлог на Дуија, градоначалникот, кој истовремено и еден од председателите на Вреди, денеска потврди дека постои можност за таков исход. Дуи за утре најави протест во Тетово, кој како што велат ке се одржи за заштита на Охридскиот рамковен договор, уставниот поредок и правната сигурност во државата. Според партијата, одлуката на Уставниот суд создава важен преседан, бидејќи за првпат се преиспитува одлука што важела и произведувала правни последици речиси 2 децении. Ова, додаваат од Дуи, отвора прашања за правната сигурност и за тоа како во иднина ќе се третираат и други прашања поврзани со Охридскиот рамковен договор. Значи се работи за предлог одлука која е финална. Процесот за именување на улици треба да биде демократски и согласно уставот и законот. Од предлог одлуката која е предложена од ДУИ е на финална фаза, од кога ќе се поминат сите дебати, предлози од граѓаните по закон и да се помине и во владата да се даде согласност и после се доаѓа до одлуката која сега е предложена од ДУИ. Ако се оди со таа одлука и советниците одлучуваат да ја прифатат, автоматски според некои наши согледувања и од експертите од правната фела кажуваат дека Советот автоматски оди на реизбор. Собраниската комисија за финансирање и буџет за околу половина час ќе продолжи амандманската расправа за ребалансот на буџетот. Поднесени се вкупно 224 амандмани, од кои 90 се од ДУИ, 78 од СДСМ, 51 од Левици и 5 од Вреди. Комисијата досега разгледа повеќе амандмани. Вкупните приходи во ребалансот се проектирани на 379,2 милиарди денари, што е зголемување за речиси 4,2 милиарди денари или 1,1% во однос на иницијалниот буџет за годинава. Вкупните расходи се проектирани на 425,2 милиарди денари. Обезбедени се дополнителни средства за капитални инвестиции кои достигнуваат речиси 46 милиарди денари и се поголеми за околу 5,8 милиарди, што е зголемување за 14,5%. Економскиот раст е проектиран на 3,5%, инфлацијата на 4,5%, а буџетскиот дефицит на 4,1% од бруто домашниот производ.
Опозицијската СДСМ смета дека со ребалансот на буџетот се кратат средства наменети за младите и за подобрување на демографската слика на земјата. Од партијата велат дека амандманите кои тие ги предложиле треба да обезбедат поквалитетни услови за студентите и учениците и подобар живот за младите. Власта со ребалансот крати пари кај младите, за да ги пополни дупките во буџетот од промашените економски политики. Парите од програмата за млади се скратени за 1 милион денари, а за демографски политики се намалени за 70%. Каква трета економија? Каква финансиски стабилна држава? Пари нема за младите. Додека секој трет човек сака да си замине од земјава, власта уште им намалува пари. Вака изгледа држава што ја води Мицкоски и неговата криминална организација ВМРО, на која младите не и се приоритет. СДСМ е на страна на младите и со амандмани во собранието бараме да се исправи оваа неправда. Бараме 150 милиони денари за зголемување на студентскиот оброк, како мерка за поддршка на стандардот на студентите. Бараме 6 милиони денари за зголемување на стипендиите за студентите. Бараме повеќе пари за реновирање на студентските домови за подобрување на условите. 243 милиони денари за бесплатен училишен оброк во основните училишта. Повеќе пари за еднаков пристап до образование за учениците со попреченост и посебни образовни потреби. Доколку сте корисник на финансиски лизинг, законските измени кои неодамна ги усвои собранието ви даваат можност пред време да го отплатите долгот без при тоа да плаќате пенали. Како што информира Министерството за финансии, со Законот за финансиски лизинг се воведуваат поголема транспарентност, посилна заштита на корисниците и поефикасен надзор врз лизинг компаниите. Корисниците добиваат и дополнителна заштита, бидејќи предметот на лизинг нема да може да се користи како залог без нивна претходна писмена согласност дадена на нотар. Новите правила предвидуваат појасни договори во кои мора да бидат наведени сите трошоци, како и можност за склучување на договори во електронска форма. Во првите 6 месеци од оваа година меѓународниот аеродром Скопје и аеродромот Свети Апостол Павле во Охрид обслужија безмалку 2 милиони патници. Според последните пресметки, растот во однос на истиот период од минатата година изнесува 28%. Реализирани се вкупно 13.167 летови, што е повеќе за 7,6% од ланското полугодие. Само минатиот месец двата македонски аеродроми заедно имале 15,6% повеќе патници од истиот месец минатата година. Најголем дел од патниците, нешто над 1,8 милиони, го користеле Скопскиот аеродром, каде се реализирале 12.260 летови. Полугодишните статистички податоци на ТАФ покажуваат дека во првите 6 месеци најфреквентна дестинација од меѓународниот аеродром Скопје е Истанбул, а потоа следат Минхен, Базел, Дортмунд, Цирих и Франкфурт. Најмногу директни летови, близу третина од вкупниот број, има за Германија. Следи Турција, Швајцарија и Италија. Министерот за транспорт и подпредседател на владата Александар Николовски вели дека е задоволен од бројот на патници кои поминале на македонските аеродроми и најавува дека до крајот на годината може да се очекува да дојдеме до бројка која ќе биде речиси двојно поголема. Од Тетово, каде што присуствуваше на увид во реконструкција на локална инфраструктура, порача дека во иднина очекува летови и до нови дестинации. И Скопскиот и Охридскиот аеродром се најбрзо растечки во своите категории во регионот и тоа ќе продолжи да биде така. Јас сум многу горд на оваа политика. 28 нови дестинации имаме. Во текот на кризата која што беше предизвикана од војната во заливот, скоро да не се почувствува кризата. Дополнително со керозин од Скопскиот аеродром се снабдуваше и аеродромот во Приштина, делумно и аеродромот во Ниш, така што покажавме дека можеме да ги развиваме двата аеродроми и се одиме на многу повисоки цели, така што еве веста на денот е дека за само 6 месеци имаме 2 милиони патници на двата аеродроми. Благодарам. Енергетската независност останува една од највисоките стратешки цели на владата, соопшти Министерството за енергетика по повод 10 јули меѓународниот ден на енергетската независност. Од Министерството велат дека државата превзема конкретни чекори за поголемо домашно производство на чиста и достапна енергија преку инвестиции во обновливи извори, модернизација на инфраструктурата и диверзификација на снабдувањето. Според најновите податоци на ЕСМ, производството од хидроелектраните е зголемено за 70
86% во споредба со истиот период лани, а производството од ветерните електрани бележи раст за околу 10%. Исполнетоста на акумулациите достигнува околу 80%, што според надлежните е значајна резерва за стабилно снабдување во периоди на зголемена потрошувачка. Во тек се и нови инвестиции, меѓу кои втората фаза од ветерниот парк Богданци, фотонапонските електрани Битола 1 и Осломе и 2, како и подготовките за Битола 2 и Битола 3. Министерката Божиновска порача дека целта е Македонија да произведува повеќе домашна, чиста и конкурентна енергија и во иднина да стане нето извозник на електрична енергија. Кратци утро во околу 3 часот по полнок ја обиле вратата во трговскиот центар Веро Джамбо во центарот на Скопје и испразниле еден од банкоматите кој се наоѓал на приземјето. Информацијата утрово ја потврди и полицијата. Пријавено е дека во трговски центар на подрачјето на општина Центар неколку лица насилно отвориле банкомат, при што одзеле пари и го напуштиле местото на настанот. Се превземаат мерки за расчистување на случајот, се вели во кратката информација на МВР. Утрово на терен можеше да се забележи само местото на кое стоел банкоматот, како и скршена влезна врата во трговскиот центар, додека полициски службеници вршеа увид и на местото на настанот. Наша екипа е на терен, повеќе детали очекуваме во следните информативни изданија. Дирекцијата за заштита и спасување безбедно отстранила неексплодирана артилериска граната од 155 мм, тешка околу 45 кг, пронајдена во атарот на селото Пепелиште, општина Неготино. Гранатата потекнува од Првата светска војна и била лоцирана во коритото на реката Вардар на непристапен терен. Интервенцијата се одвивала во сложени услови со логистичка поддршка на локалната противпожарна единица која обезбедила чамет за пристап до местото. Гранатата била извлечена од коритото пошто била транспортирана и обезбедена за конечно уништување на армискиот полигон Криволак. Од Дирекцијата за заштита и спасување апелираат граѓаните доколку забележат сомнителни експлозивни средства да не ги допираат и поместуваат, туку веднаш да пријават на бројот 112. Производителите на ориз се жалат на лош откуп на оризовата арпа. Велат цената е најниска во последните 10 години, а откупувачите не се заинтересирани за откуп под изговор дека за оризот во моментов нема пласман. Речиси половина од ланската реколта се уште стои по амбарите, а новата жетва доаѓа за кратко време. Нашиот штипски дописник Трајан Ристовски е на оваа тема. Стојбата со откупот на оризовата арпа е катастрофална. Цената од 18 до 20 денари за килограм арпа, без влажност и квалитет кој нуди 50% рандаман, е најниска во последните 10 години. Откупувачите ја намалија откупната цена под изговор дека нема пласман за оризовата арпа на домашниот и странскиот пазар. Ова за производителите значи дека работат со загуби, тоа голема загуба овие последните 2-3 години. Кога бевме во Министерство за земјоделие, баравме производна цена која ја усогласивме дека е околу 25 денари, мада моментално и таа цена е многу ниска во однос на препарати и на вещите ѓубрива. Меѓутоа, за жал, ние како земјоделци тука не можеме ништо, ние само може да произведуваме. И таа цена сега од 25 денари никој не можеме да дојдеме до неа до производна, а камоли да рачунаме дека ќе имаме и некоја добивка било каква. Со реконструкцијата на владата се очекува да дојде до промена на ресорниот министер, а со ново поставениот Максимо вели дека ќе има само една точка на дневен ред – одредување на откупната цена на арпата и белиот ориз. Пред известен период, неколку години назад, оризовата арпа беше 40, белиот беше 80. Сега имаме оризова арпа за 20, а бел имаме од 120 до 150. Значи тука несватливо е за нас оризопроизводителите како може таков дибаланс да има меѓу цените, а државата воопшто да не реагира. Затоа ќе интервенираме кај министерот час поскоро да направи како може да дојде до таква цена од 120 денара на пазарот, а 20 денара кај откупувачите, односно кај оризопроизводителите да ни го земат. Скоро половина од минатогодишната реколта стои по амбарите, а за 2-3 месеци стартува овогодинашната жетва. Доколку во најкраток може рок не се издаде заеднички прифатливо решение, Максимов смета дека новата реколта наместо да им донесе профит, ќе им биде терет, зашто ќе нема каде да се складира, па голем дел од родот ќе остане и во нивите. За Сител, Трајан Ристовски.